добар ден. Време е за пладневните вести на Канал Плюс. На почеток најава на делот содржините. Универзитетот Гоце Делчев слави 8 години од постоењето. Во рамките на свеченостите, денес има промоција на стручни дела, доктори на науки и филмови од студентите. Светскиот ден на театарот, 27 март, Штипскиот театар ќе го одбележи со премиера на представата Хотел ни на небо ни на земја. Младите не се многу заинтересирани за земјоделски бизнис. Слаб интересот за мерката која програмата за рурален развој ја нуди на младите земјоделци. По повод патрониот празник на Универзитетот Гоце Делчев, денес во ректоратот се промовира каталогот на изданија на УГД и Фондот за наука за 2015 година. Во рамки на свеченостите за одбележување на 8-годишнината од работата на Универзитетот, денес се промовираат 4 нови доктори на науки. Денес има стручни предавања од областа на педагогијата и промоција на книги чии автори се професори на УГД. Утре свечена седница ќе одржи Универзитетскиот сенат. Младите земјоделци од Делчево и Македонска Каменица се уште се недоволно заинтересирани за земјоделски бизнис. Само 3 апликации од овој регион има за мерката 112 од програмата за рурален развој, а пријавувањето трае до крајот на март. Само 3 млади земјоделци од општина Делчево досега аплицирале за мерката 112 од програмата за рурален развој. Процентуално, нивното учество во земјоделско производство и креирањето на аграрната политика се уште е многу мало, е ставот на надлежните. Програмата за рурален развој, мерка 112, помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност. Досега имаме како советници изготвено 3 програми. И тоа сите програми се во областа на овоштарството. Прво треба да му бидат капацитетите, производните капацитети регистрирани не постари од 18 месеца до пред една година. Ако се постари од 18 месеца, тогаш не може да биде млад земјоделец. Исто така да биде на возраст од 18 до 40 години и да поседува производни капацитети пријавени и регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во подршните единици на МЗШВ. Односно, нашите земјоделци да знаат дека тоа е пријавување на субвенции, барем една година унапред. Со финансиска помош од неповратни 600.000 денари, младите ќе можат со бизнис планови да аплицираат до 31 март. Сите заинтересирани да дојдат во нашите простори во Агенцијата за поттикнување развој на земјоделието, каде што ќе бидат изготвени програми, односно деловни технички проекти и деловни планови. Минатата година од општините Делчево и Македонска Каменица ниту еден млад земјоделец не доби неповратни финансиски средства да започне земјоделски бизнис. Инаку од овој месец започне аплицирањето за ИПАРД програмата. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев ја продолжува серијата средби со граѓаните. Вчера се сретна со жителите во урбаната заедница Пребег, со кои ги утврди приоритетите на кои ќе работи локалната самоуправа во оваа населба. Вчера вечер градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев одржа средба со жителите на населба Пребег. Средбата на оваа урбана заедница со градоначалникот на општината се одржа во средното општинско училиште Колен Ехтенин. Па ние ги поминуваме сите урбани заедници и тоа го правиме веќе 2 години. Принципот на такво работење продолжува бидејќи се покажа дека е многу успешен. Всушност, се она што ние ќе го правиме оваа година из оваа урбана заедница ќе го пренесеме на самите жители, но ние сакаме да слушаме самите жители прво мислење дали тоа што ние го работиме навистина добро, што е тоа што е приоритетно во нивната урбана заедница што треба да го завршиме
И лично мислам дека тие од нина позиција често пати подобро гледаат проблемите, дават многу поконструктивни подобри предлози и едноставно усмеруваат во кој правец да одиме. Закажаната средба ја одбележа масовност и неистата жителите слободно говореа за своите проблеми. Градоначалникот им ги соопшти сите започнати проекти и сите оние кои планираат да се реализираат. Политиката на урбано уредување на нашиот град продолжува во сите населби. Со европски пари се реконструира детската градинка во село Русиново, Беровско. Се работи за проект за прекугранична соработка на Берово од македонска и општина Гоце Делчев од бугарска страна. Во тек е реконструкцијата на детската градинка 23 август во село Русиново, Беровско. Партнерите општина Берово и општина Гоце Делчев од Република Бугарија обезбедија средства за реконструкција на детските градинки во двете општини, преку проектот предпристапните фондови на Европската Унија програма за прекугранична соработка. Реконструкцијата на детската градинка опфаќа менување на покривот и столаријата и изработка на нова фасада со вградување на тврдо пресуван стиропор во дебелина од 12 сантиметри. Целта е да се обезбеди добра енергетска ефикасност во детската градинка. Во досегашните активности завршена е замената на старите прозорци и врати. Од аспект на интервенции, тоест активности на локалната самоуправа во детската заштита, треба да кажеме дека во тек се реконструирањето и реновирањето на детската градинка во село Русиново. Тоа се средства обезбедени преку програмата, ИПА програмата за гранична соработка заедно со општина Гоце Делчев, Република Бугарија, и до крајот на оваа година проектот треба да заврши, тоест градинката ќе биде целосно реконструирана со енергетска ефикасност, тоест ќе има топлотна изолација. Реконструкцијата на градинката во село Русиново ќе чини 50.000 евра, а работите ги изведува градежна фирма од Струмица. Градоначалникот Драги Наџински информира дека во рамките на овој проект ќе биде заменет и дотраениот парен котел во детската градинка во градот Берово. Проектот беше одобрен во октомври 2014, а се очекува да заврши до крајот на 2015. Филмската академија при УГД организира премиерна проекција на краткометражни документарни филмови на студентите по филмска режија во класата на професор доктор Антонио Митрикески. Проекцијата на студентските филмови е закажана за денес, со почеток во 19 часот во мултимедијалниот центар на УГД. Влезот е бесплатен. Ова е прво представување на филмови на студентите по режија на Филмската академија при Универзитетот Гоце Делчев. Светскиот ден на театарот 27 март во Штипки се одбележи со премиерна изведба на представата Хотел ни на небо ни на земја, дело на современиот автор Ерик Емануел Шмидт, а во режија на Љупчо Георгиевски. Дејството на драмата се одвива кога главниот лик е во кома, но и покрај сериозните дилеми кои се тема на представата, таа има примеси на љубовна комедија. Хотел ни на небо ни на земја се фокусира на вечното прашање на секој човек, што се случува после смртта. Се работи за една многу интересна драмска ситуација во која ги сместува ликовите, самиот автор, а тоа е ситуација на кома. Кога човекот се наоѓа во кома. Ни ваму, ни таму. Ќе оживи или ќе умри и така натаму. Вечерва на репертоарот на Домот на културата Тоша Арсов во Виница е кабаре комедијата со актерите Никола Тодоровски и Стрезо Стаматовски. Кабарето е со почеток во 20 часот. Во петок македонската фудбалска репрезентација ќе се сретне со репрезентацијата на Белорусија. Новаа средба македонската репрезентација ќе биде домакин. Најдобриот фудбалер Агим Ибраими верува дека Македонија може да ја победи репрезентацијата на Белорусија. Атмосферата е одлична и се надевам дека и таква ќе остане понад преварот. Мислам дека ќе победиме, многу сме фокусирани и знаеме зошто сме тука. Тука сме да одиграме еден супер надпревар и 3 бода да останат во Скопје, изјави Ибраими.
Според крилниот напаѓач, конечниот исход на надпреварот зависи од тоа само како ќе одигра Македонија и побара од сите фудбалери да го дадат својот максимум, исто како што играат и во своите клубови. Сите фудбалери делат исто мислење, тие мислат дека се зависи од нив како ќе заврши надпреварот. Нивното мото е да играат еден за сите, сите за еден. Репрезентацијата на Македонија на 30 март понеделник ќе одигра пријателски меч со репрезентацијата на Австралија. Австралија во понеделник ќе допатува во добро расположение во Скопје. Надпреварот ќе се одигра во 21 часот на терените на Фудбалската федерација на Македонија. Овде е крајот на пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации подготвуваме за дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден со нашата програма.